2 недели по стротната сообраќајна несреќа кај Ласкарци во која загинаа 15 патници, нема одговори кои се причините за трагедијата. Од Скопското обвинителство велат станува збор за комплексна постапка која треба да одговори од сите аспекти. Се уште го чекаат извештаот од професорите на Машинскиот факултет. Треба да дадат одговори дали за време на несреќата автобусот бил исправен, која била точната брзина на движење, дали е меѓу 80 до 85 км на час. Откако обвинителството ќе го добие професорскиот извештај, наодите ќе ги испратат до Бирото за судски вештачења, откаде треба да кажат кои се причините за превртувањето на автобусот. Дел од документацијата на туристичката агенција во чија сопственост е автобусот е стасана во обвинителството. На утврдување на причините за сообраќајната несреќа интензивно се постапува од надлежните јавни обвинители. Секојдневно во основното јавно обвинителство Скопје се сослушуваат очевидци и оштетени со динамика каква што дозволува здравствената состојба на повредените. До овој момент исказ пред јавните обвинители дале над 15 лица. Во следниот период свој исказ ќе дадат сите лица кои можат да придонесат за утврдување на фактите во предметот. Откако беше испрашан, возачот на автобусот добивал закани по животот. Министерот за полиција Оливер Спасовски тврди, го заштитуваат. Уште работиме во однос на случајот по наредбите што ги добиваме од јавното обвинителство. Многу материјали се прибрани, вештачења се при крај. Ја очекувам дека јавното обвинителство за многу кратко време ќе излезе со конкретна причина во однос на случувањата кои што ги има, а точно е да возачот има закани по неговиот живот. По град Скопје и од општинската каса на Гостивар на семејствата на настраданите и повредените ќе им се исплати парична помош, како и на хуманите жители на Ласкарци кои помогнаа по несреќата.